Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје, а во него и нова тема која што утрово ја обработуваме, зборуваме за уринарна инконтиненција. Чест проблем кој што е присутен кај лицата од двата пола, но доминантно кај женската популација. Што е уринарна инконтиненција, зошто се јавува, каква е дијагнозата, третманот и како може успешно всушност да се третира. На оваа тема разговараме со асистент доктор Софија Златеска Ѓурич, специјалист гинеколог акушер од Отделот за урогинекологија и тазова статика од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов и благодарам на поканата. Да. Доктор Софија, зошто е важно да зборуваме за темата уринарна инконтиненција? Без срам, без стигма и без ограничување. Важно е затоа што е прво честа тема, а второ е тема која што се решава како проблем, со која што не се живее доколку постоја, може да се реши на релативно едноставни и доста бројни начини. Да. Преку денешната емисија верувам дека ќе поттикнеме многу од претежно жените, бидејќи кај нив е нели доминантно присутен овој проблем, навреме да побараат помош. Точно. Прво разговор да направат, па каква е состојбата и што побрзо да го решат проблемот, Точно. за да им се олесни и секојдневието Апсолутно. и да не се измачуваат со ваквата состојба. Нивната социјална благосостојба е нарушена. Ова е проблем кој што ја нарушува социјалната благосостојба. Здравствен проблем, меѓутоа им го нарушува секојдневието. Така. Од секој аспект. Не треба да се навикнуваат на ваквото нешто и да живеат со тоа. За жал, кога ќе дојдат во амбуланта, кога ќе ги прашаме дали испуштате неволно урина, викаат па да, како и сите. Значи многу често испуштаат, а меѓу себе разговараат, а не кажуваат таму каде што треба. Кај здравствен работник, кај лекар. Така, не треба да го сваќаме како нешто нормално, не е нормално. како процес не. или дел од нели Не, тоа е здравствен старењето, проблем. така? Не. Да. Па за жал се среќа веќе многу помлади. За жал. И тоа кај веќе жени кои што родиле претходно, така што во однос на ризик факторите, порано се сметаше дека е некаде над 50-та година позастапено. Денес веќе не. Денес се среќаме меѓу 30-та и 40-та година и тоа доста често. Така. Затоа во денешната емисија детално се ќе објасниме и ќе поттикнеме многумина што побрзо да си го побараат решението, односно да го решат проблемот на Универзитетската клиника за гинекологија. Останете со нас, почитувани гледачи, следува блок реклами, веднаш по рекламите продолжуваме со разговорот, а во исто време се разбира, веќе добро знаете, ве покануваме да се јавите, да поставите прашање и да добиете совет и препорака. Со асистент доктор Софија Златеска Ѓурич, специјалист гинеколог акушер од Одделот за урогинекологија и тазова статика од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, зборуваме и ја обработуваме темата за уринарна инконтиненција. Доктор Софија, што представува и колку е честа ваквата состојба? Уринарна инконтиненција представува неволно испуштање на урина. Значи, не сакајки испуштање на урина, независно дали постои нагон, потреба за испуштање или не. Се јавува и кај мажите и кај жените, меѓутоа за жал е почеста кај жените. Застапена е некаде меѓу 8 и 41%, што е релативно висок процент. Во однос на ризик факторите за појава, напоменавме дека се паритетот, значи жени кои што родиле родки, имаат повисок ризик за развивање, затоа што се нарушува тазовата статика, статиката на малата карлица и мускулите кои што поддржуваат задржување волево на урината, односно ја поддржуваат бешиката и уретрата. Исто така, фактори ризик представуваат менопаузата, значи почесто е некаде после 50-та година. Расата е дел од ризик факторите, позастапена е кај црната и кај жолтата раса. Исто така, зголемување на возраста. Значи, за секој 5 години, зголемување на процентот е за околу 30%. Значи, тоа е висок процент. Однос на причините или етиологијата, велиме ние стручно, можат да се поврзани со гениталниот или уринарниот тракт, меѓутоа можат да се и причини надвор од гениталниот или уринарниот тракт. Невролошки, психолошки, фармаколошки, може да бидат органски, со тоа што кога веќе, бидејќи денес претежно жените доаѓаат прво кај матичен гинеколог, од таму се испраќаат кај нас на клиника во урогинеколошката субспецијалистичка амбуланта и при тоа ние сушност треба прво да дефинираме дали причината е од гинеколошко потекло или уролошко, па препраќаме на урологија, или причината може да биде од, како што кажав, невролошко миогено потекло, па треба да се испрати на ортопед, на невролог и така натака. Може да се испрати на ендокринолог, некогаш и дијабетот може да биде причина,
мултипла склероза, значи тоа се сите болести кои што можат како последица да дадат појава на уринарна инконтиненција. Значи не е само гинеколошки и уролошки проблем, како што најчесто веројатно и го поврзуваме кај гинеколог или уролог. Да. Затоа прво кај нас се јавуваат. И од кај нас, зависно од причините, се препраќаат. Така. Во секојдневната пракса, она што го гледате, голем е бројот на жените кои што и различна е возраста, предпоставувам. Возраста е над 30 години, веќе скоро и да нема разлика до 80 до 90 години. Голем. Така. Што е она што ги попречува жените кои што го имаат овој проблем? Какво е секојдневието со уринарна инконтиненција? Тешко. Зависно прво од дали се во генеративен период, дали одат на работа, значи целото тоа функционирање професионално и дома, бидејќи се попречува и личниот, приватниот живот, се попречува и социјалниот живот. Значи тие не се само здравствено нарушени, нивното социјално општење е нарушено. Тие жени зависат од тоа да мора да се во близина на тоалет, бидејќи не знаат кога ќе може да им се случи тоа. И затоа се исплашени и цело време се во грч и под притисок да не случајно се засрамат пред околината во која што се наоѓаат заради ова. И затоа може би и заради тоа дури им е и непријатно кога ќе дојдат на дело тие жени да кажат дека имаат таков проблем, а е доста често. Веројатно кога ги прашувате, па тогаш поотворено малку зборуваат. Дали имаме како табу стигма со нашите прашања, одиме кон одговорот, односно го наоѓаме проблемот. Помал е бројот на жените кои што отворено зборуваат за ова или пак сами ќе побараат помош? Се уште е помал бројот, се уште. И затоа се надевам дека од тука ќе дадам апел, порака за било какво, дури и минимални повремени вакви нарушувања, да бидат рано дијагностицирани и забележани, бидејќи навистина може прво да се превенира, а после и да се реши. Така да. Постојат типови на уринарна инконтиненција и тие се многу важни и во однос на каква ќе биде симптоматологијата, но и каков ќе биде третманот. Каква е поделбата? Генерално поделбата е на 3 големи групи: стрес инконтиненција, ургентна инконтиненција и мешан тип. Ги содржи претходните 2 инконтиненции. Разликата им е во однос на клиничката манифестација, значи во однос на симптоматологијата. Кај стрес инконтиненцијата таа е доста позачестена, позастапена. Кај неа при секој зголемување на интраабдоминален притисок, што значи секој физички напор од различен интензитет, смеење, кашлање, качување по скали, долго стоење, па некогаш и однос полов, стимулира неволно испуштање на урина без да постои желба или без да постои потреба да се испразни бешиката. За разлика од стрес инконтиненцијата, ургентната инконтиненција напротив, постои желба, потреба за мокрење, се јавува рефлексот, меѓутоа жената не е во состојба да додржи до тоалет за да може да се испразни бешиката. При тоа најчесто кај ургентната инконтиненција стимулот може да биде слушање на чешма, миење на раце, миење на садови и тогаш почнува да се јавува желбата и не може да се прекине млазот на урината. Кај мешаниот тип пак почнува како стрес, значи се активира испуштањето неволно при зголемување на притисокот при физички напор, меѓутоа ако е изолирана стрес, тогаш на наш сигнал на жената кој ќе кажеме запри го млазот, таа е во состојба, кај мешана не. Урината дотекува се додека не се испразни целата бешика. Тоа е мешан тип. Почнува како стрес, продолжува како ургентна инконтиненција. Значи, кај стрес инконтиненцијата се јавува и престанува во моментот, односно така ќе се престанува бидејќи сме во состојба да ја решиме ние. А овде кај ургентната веќе додека не се испразни мочниот мир. Кај стрес инконтиненцијата причина е едноставно не можете да издржите, така? Во моментот се јавува нагонот потребата да се мокри, ама меѓутоа не може да се контрахираат мускулите за да може да се издржи до одредено растојание, па минимално да е. Кај стрес инконтиненција попуштена мускулатура најчесто. Кај стрес инконтиненцијата е зголемено движењето, се јавува така наречена хипермобилност на грлото на бешиката. Мојата докторска дисертација е баш третман на стрес инконтиненција и целосна евалуација од појава до решавање. А кај ургентната инконтиненција сензибилитетот, сензитивноста на мускулот кој што се наоѓа и рецепторите во самата бешика се оштетени. Затоа и третманот нив им е тотално различен. Кај едната третманот е оперативен, хируршки, а кај другата е медикаментозен.
Така да, во поглед на дијагнозата, што се тука се зема во предвид и кои се постапките, методите и што е она што на Универзитетската клиника за гинекологија го правите? Во однос на дијагнозата, многу е битен овој прашалник кој што ние го даваме кај сите пациентки. Значи, услови во кои се јавува инконтиненцијата и начин на кој што се манифестира. Значи, ние ги анализираме и клиничките знаци и клиничките симптоми, и субјективните, и со испитување на одредени тестови, првенствено Маршал тест кај нас, објективно утврдуваме дали постои или не постои инконтиненција, при тоа задолжително е одредена исполнетост на бешиката со волумен на течност. Значи, доколку е празна бешиката, дури да постои инконтиненција од различен тип, може во моментот да не може ние да дијагностицираме, бидејќи нема доволно волумен на течност во самата бешика, волумен на урина. Да, и затоа е препораката до пациентката кога ќе дојде да се прави таков преглед, да не е празна бешиката, да биде полна бешиката. Освен клиничкиот преглед и тие тестови, кај нас, единствено кај нас се прават уродинамички тестови. Тоа е апарат во кој што се внесува артифицијално течност во бешиката и во различни позиции се испитува дали испушта и при тоа паралелно со испуштањето или неиспуштањето се мерат притисоците во бешиката, во уретрата и динамиката на промена на тие притисоци. Така. Откако веќе ќе се постави дијагнозата, значи кога веќе ќе се дојде така на таков преглед, е од гинеколошка природа, така? Ако се е од наша природа, да. Ова се препраќа пациентката така? Кај соодветен друг колега специјалист. Така. Доколку е од наша природа, зависно од типот, ургентната рековме дека се решава медикаментозно. Постојат таблетки кои што се примаат и кои што всушност делуваат на рецепторите, тие се нарекуваат парасимпатиколитици. Значи тие го модифицираат нормалниот рефлекс кој што треба да се јави и на некој начин го поддржуваат мускулот на бешиката кога ќе се постигне одреден волумен на урина да може да уринира и потоа да може да се задржи. И има резултат. Додека кај стрес инконтиненцијата, решавањето, посебно кај вториот и третиот степен, е само оперативно. Така. А во поглед на превенцијата, можеме ли кај стрес инконтиненцијата, ако навреме или рано се јави пациентка да побара помош со вежби, со промени во животниот стил и ред други некои работи ако се презема? Од промени во животен стил препорачуваме да не се дига товар тежок. Значи тоа е препорака за сите. Независно дали е стрес или ургентна инконтиненција, бидејќи дигањето може да доведе и до генитален пролапс, кој што исто така го решаваме на нашиот оддел и кај кој што пак е генитален пролапс се јавува маскирана стрес инконтиненција, која што ако не се реши пролапсот може подоцна да се манифестира. Значи тие се работи поврзани едно со друго, да. Така што освен ова, да речем, лајфстайл на не дигање товар голем, кегеловите вежби ги препорачуваме кај буквално секоја жена од девојче натака. Бидејќи се релативно лесни за изведување, делуваат и превентивно и особено кај пониски стадиуми, значи кај не многу изразена стрес инконтиненција, доколку се прават упорно и доколку се дисциплинирани пациентките, даваат задоволителни, навистина задоволителни резултати. Така, се зајакнува таа мускулатура на карлицата која што е потребна на малата карлица и дава добра поддршка. Така. Едноставни и лесни им ги давате така и како пример. Има список, со објаснети како што треба да се направи. Да. Неколку вежби се објаснето изведувањето, колку пати секоја вежба е препорачливо да се изведе во текот на денот и слика како да се изведе, зашто сепак различни возрасти се на пациентки, очекуваат, тоа е терапија, третман и тие можеби очекуваат нешто поинаку, така да мора вистински правилно да се прават за да дадат резултат. Да, но доколку е поминато доста време, така, со живот со ваквиот проблем, така и кај стрес инконтиненцијата се применуваат други методи, односно хируршкиот или оперативниот. Кај ургентната е само со медикаменти, така, со медикаментозна или пак може да се ургентната или евентуално мешана. Па тогаш одиме и со хируршки третман, а постоперативно медикаментозна терапија за тие два краци да ги решиме. А кај стрес инконтиненцијата решавањето е само оперативно. Кај нас на клиника единствено кај нас се работи така наречена пликатурирана колпосуспензија. Таа е отворена операција и со таа операција се става сутурен материјал кој што дава поддршка на точно на ова хипермобилно грло на бешика. Да е како неперманентна поддршка, кога е потребно да издржи, кога се зголемува интерабдоминалниот притисок при напор да издржи, а кога ќе се јави рефлексот на микција,
да си се отвори, односно да си се врши нормално уринирање кај пациентката. Во поново време се реактивираат, да речем, старо нови методи кај нас, тие се минимално инвазивни, со тоа што кај нив се користат сутурни траки, синтетски траки, тие се аплицираат од надвор кон внатре, нивните крајви со копија, водичи постојат, или излегуваат како нефиксирани на предниот абдоминален зид, или од страна на ингвиналната регија, значи кај препоните излегуваат отворите, со тоа што за овие интервенции при нивното изведување е важно пациентката да е будна, бидејќи кога се затега самата трака се тера да кашла, за да знаеме всушност не треба да биде ни премногу затегната, ни премногу лабава. Така, да. Таа е неперманентна поддршка. Поддршка кога е потребно само, бидејќи ние секогаш не кашламе континуирано. И затоа и кај овие пациентки, пациентка со астма, со хроничен бронхит, кај нив и решавањето и последиците се малце и резултатите се малце подискутабилни, бидејќи тие ризик фактори, тие влошувачки фактори, тоа зголемување на притисок, пациенти со обстипација, значи континуирани напнувања, колку и да е изведена идеално операцијата, значи многу е битна дисциплината понатака. Така. Што говорат искуствата досега од она што е направено како интервенции на клиниката? Одлични интервенции, одлични. Така. Се решава проблемот. И задоволни проблемот. пациентки се решава, да, одлични интервенции. Можам да кажам стварно. Така. Бидејќи навистина со тоа работиме цело време и резултатите се одлични. Да. Старо нови методи и така. Нешто што веќе се применувало, така и дало резултат, но новитети нови кои што се воведуваат. Заради имало пауза, така, се модифицирани, меѓутоа генерално суштината е таа. Така. Еднодневна интервенција, пациентките си одат после тоа дома или вечерта или после 24 часа, бидејќи сепак колпосуспензијата е отворена операција, се работи во стомак, во рециусов простори, треба неколку дена да се, да речем, хоспитализација, за да може жената да си оди дома соодветно. Треба да видиме дека е успешна операцијата, за ние може да пуштиме дома. Да. И повторно и тука веројатно индивидуален пристап кон секоја пациентка, така и од состојбата и од рековте нели фазата или степенот до каде што е стигнато. Возраста некогаш е ограничување за да се направи некоја интервенција? Точно. Ако пациентката нема завршено со репродукција, не можеме да направиме ние отворена операција за да решиме стрес инконтиненцијата. Зато малце ни се врзани рацете кај помладите пациентки. Па тука ќе одиме да речеме со кегелови вежби, да видиме барем да се редуцира до некој степен, да може да се олесни симптоматологијата во однос на интензитетот. Бидејќи не смее да се работи колпосуспензија кај пациентка која што нема завршено со репродукција. И ако има пациентката, ако е уште во генеративна возраст, и кажуваме дека доколку се сработи операцијата, понатака нема да може да раѓа, односно ако роди, нема да има ефект операцијата. Меѓутоа да постојат други начини како тоа, нели, да се контролира додека да заврши тој репродуктивен период. Ако е во многу поодмината возраст? Поодмината возраст, дали тука има некакви ограничувања или анестезиолошки ограничувања имаме во поодмината возраст, не гинеколошки, неко баш анестезиолошки, коморбидитети, артериска хипертензија, диабет, реума, терапија која што ја прима независно од ова заболување. Така да во однос на решавање на проблемот, сепак треба да направиме и некоја рамнотежа во однос на тоа што добиваме, а што може да изгубиме кај тие пациентки. За жал. Затоа е битно порано да се јават. Затоа е битно. Па макар и кога се многу слаби симптомите, тогаш и треба да се јават, кога се слаби симптомите, за да не прогредираат или да се решат па целосно, односно да ги регредираме со помош на конзервативен третман. Тоа е поентата. Така, да. Во поглед на она што го добиваат како бенефит, значи повторно ќе кажеме дека треба да се охрабрат, треба да побараат помош. Апсолутно. Едноставно е така сето тоа што може да им го подобри многу квалитетот на живот. Точно. Дали покачената телесна тежина е во оние ризик фактори? Рековме кревањето тешко, не, ајде точно, малку да го минимизираме. Точно, изголемената телесна тежина во ризик фактори, точно. Да. Некогаш во промените во животниот стил, дали жените кои што го имаат овој проблем избегнуваат да пијат многу течности од страв, дека можеби многу почесто ќе имаат нагон за мокрење, ама тука не треба не е да тоа се решение, бидејќи не е ден, два или недела, не е решение редукција на внесна течности.
Значи постојат пациентки кои што пијат диуретици заради артериска хипертензија и мора да ги пијат. Постојат жени кои што работата, местото им е дигање на товар и често се соочуваат со работодавци кога ќе завршат со третманот кај нас, тие треба да добијат прераспределба, преквалификација на работно место. И тука има социјалниот карактер има големо учество во овој проблем. Бидејќи од наша страна ние ќе го решиме проблемот. Социјалниот карактер после решавањето за да резултатите се долготрајни и ефективни, она што сме го направиле да остане така. Точно, зависат не само од самата пациентка, зависат и од незината околина. Така, да. Од помошта во семејството, работното место, позицијата, од се, апсолутно од се. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Повелете, уште еднаш ќе потсетам, јавете се и поставете прашање. Продолжуваме со разговорот во студио. Доктор Софија, пролапс, генитален пролапс споменавте, така? И тоа е една состојба која што потоа може да доведе до инконтиненција? Да. Вагинален пролапс или пролапс на матката? Генитален Пролапс. Се извинувам, да. На Што нашиот значи? оддел сушност се работат гениталните пролапси. Пролапс на генитални гинеколошки органи, меѓутоа и на соседните органи, на бешика и на ректум. И во однос на решавањето, се после диагноза соодветна нормално се решаваат по вагинален пат овие пролапси, со тоа што решавајќи го пролапсот ние решаваме и најчесто потенцијална или маскирана стрес инконтиненција, бидејќи со самиот спад на матката нечесто доаѓа до спад на бешиката кај пациентките. И заради овој проблем тие се јавуваат првенствено заради спадот на матката се јавуваат, меѓутоа тогаш даваат и податок дека има нарушување во мокрењето. Од овој аспект немаат инконтиненција, тие ќе имаат отежнато мокрење, бидејќи спуштената матка отежнува нормално празнење на бешиката, така што со тестови на репонирање во амбуланта ние всушност диагностицираме дали ќе треба понатака да се коригира и овој проблем кај пациентките. Со тоа што генерално и пациентки со генитален пролапс и со инконтиненција, нарушувањата за жал не се јавуваат само во текот на денот, значи се јавуваат и во текот на ноќта. Почесто се станува и имаат почеста фреквенција и на ноќно мокрење, независно од количината. Така што од целокупен аспект им е нарушено функционирањето на овие пациенти. Да. Дали ова се јавува во поодмината возраст после менопауза? Пролапсот се јавува, пролапсот е директно асоциран со дигање на товар, значи директно асоциран со дигање на товар и најчесто се јавува после N години, особено кај жени кои што работат или тешка физичка работа дома, или на работа, или кај жени кои што родиле деца по вагинален пат, меѓутоа со малце поголема родилна маса, така што и кај едниот и кај другиот случај е нарушено тоа мускулно карлично дно, нарушено е самата статика на малата карлица. И во овој пролапс почнува постепено, меѓутоа може да е, за жал има ситуации во кои што доаѓаат многу доцна, во кои што не постојат или се премногу мали шансите за да целосно се направи корекција на таа промена, на тој спад. Така, како се прави таа корекција? Што во вагинален пат се јави, се прави таа корекција, има доста голема плејада на операции, зависно од диагнозата, зависно од возраста, да, зависно од ситуацијата, зависно од потребите кои понатака се јавуваат. Кај дел од пациентките се решаваат не само спадот, се решава инконтиненцијата, па има промени на грлото на матката, па и тие истовремено треба да се решат. Значи зависно, секој пациент си е индивидуална приказна. И секое решение си индивидуално за секој пациент. Меѓутоа треба да е оптимално. Да, и после таа интервенција така треба да се придржуваат кон некои препораки. Може ли повторно пролапсот да се појави? Може, за жал ако веќе е направена? Кога веќе еднаш е нарушено тоа тазово дно и кога веќе еднаш е пробиена таа бариера на статика, многу се поголеми шансите за повторување. Затоа треба исклучително голема дисциплина. Треба прво добра диагностика, треба точно дефинирање на вистинската корективна операција, тоа е исклучително важно и понатака, после нашата работа, треба дисциплина од страна на пациентката, за да можеме да имаме соработка и резултати. Така.
Исто како и другите и повеќето не бара престој долг во болница, болничка во... Не бара престој. Така? Не. Така. Генерално ова се работи интервенции кои што операции, опсежни операции, меѓутоа решаваат доста голем проблем кој што се јавува кај жените од различна возраст. Навистина решаваат сериозни проблеми. Така, да. Што ќе биде некако при крајот сме на емисијата, она што како препорака ќе го дадеме не само за уринарната инконтиненција и незината поделба, иако најчесто вака лаички ја споменуваме стрес инконтиненција, веројатно како термин најмногу така расширено и распространето. Да, меѓутоа не е само таа распространета. Најпопуларна е како име, меѓународно стрес инконтиненцијата. Меѓутоа има неколку типови, се трите главни типови. Има overflow инконтиненција, значи преполнувачка инконтиненција, кога е зголемен капацитетот, се преполнува бешиката и како overflow доаѓа до ширење прво на незиниот долен дел и всушност механички пасивно истекува урината, како кога полниме чаша со вода. Кога ќе ја ополниме overflow, водата сама тече кога ќе се преполни чашата, не мора ние да истураме водата. Практично кажано. Така. И во текот на целиот живот, нели, кај жената е многу важно да го испразните мочниот меур до крај, така? Точно, до крај и да нема долги интервали помеѓу уринирањата. Доколку се јави тогаш потреба за микција, во најкраток можен период микцијата да се реализира. Да нема одложување. А често пати кога не сме дома, кога сме некаде надвор, па тоа и го одложуваме, и така? И не само и дома да сме, некогаш едноставно. Така. Меѓутоа неоправдани се причините. Да. Бидејќи така се оптеретува мускул. Секој мускул ние го оптеретуваме на различен начин. И ова е мускул. И потоа во годините понатаму така ви дава симптоматологија и одредени потешкоти. Добро, тоа е физиологија на старење, како и сите органи, и тој орган. Не се сите мускули како што биле на 25 години, истина 65 години. Не е иста физичката активност, исто како што не е исто колаген од 25-та и 65-та. Да. Затоа навреме се треба да преземаме така или пак во текот на младоста малку повеќе да внимаваме на сопственото здравје за во тие години. Секој влог во младоста се исплати како резултат или успех во подминатата возраст. Од една страна, од друга страна треба да се пристапи реално кон проблемот и при минимална појава на симптоматологија да се јави на него. Па макар и да не треба ништо да се преземе во моментот, чисто да сме свесни дека постои такво нешто и да знаеме дека се решава, така има извичник, точно, да постои за да внимаваме за себе си понатака. Да. Бидејќи многумина и размислуваат така, го имам проблем, ама тешко се решава. Значи не морам ни да пробам така да пробувам или не се решава или им е срам да кажат. Дури од најблиските им е срам да кажат. Така да. Освен инконтиненцијата, освен овој генитален пролапс, што друго на овој оддел на Универзитетската клиника за гинекологија се третира како патологија и проблематика? Ова ни е матична патологија, гениталниот пролапс и инконтиненцијата. Меѓутоа, целокупна гинеколошка патологија третираме апсолутно на нашиот оддел, и бенигна и малигна, целокупна патолошка гинеколошка патологија. Така да. Сето она што е потребно, а жените треба редовно да ги прават гинеколошките прегледи, па некогаш ни само за дојде ни за некој друг проблем, ни за еден разговор со докторот, така ќе произлезат. Бидејќи пролапсот не секогаш се решава, некогаш и конзервативно. Исто така се зависи и од возраста, и од условите, и од коморбидитетите, значи дополнителни болести кои што ги има пациентката. Така што се тоа е план за секој пациент индивидуално. Пристапот е план и решението е план, заеднички план во договор со пациентката. Треба и неа да ја одговара решението кое што ние го нудиме. Треба таа да живее со тоа решение понатака. И треба од матичните гинеколози, значи од примарното здравство натака, секој чекор да е запознат со оваа патологија, да не е табу тема, оди директно терцијно здравство и тоа е тоа. Значи, доколку се соочуваат со ваков проблем, некако како еден вид заклучок на матичен, па следно на гинеколог е најдобро да се оди? Матичниот гинеколог ќе процени до кој степени, каде треба понатака да оди и дали треба воопшто да оди, бидејќи може и матичниот гинеколог да помогне.
Да, во некои оние полесни или почетни форми каде што можеме нешто да преземеме, да ги охрабриме сите оние кои што го имаат проблемот да не живеат со тој проблем, нека повелат да се обратат на клиниката за универзитетската гинекологија, акушерство, субспецијалистичка амбуланта за урогинекологија. Дури и да немаат проблем, работи кои што ги интересираат во превенција на оваа уринарна инконтиненција, тука сме во секое време да помогнеме и да дадеме совет. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден и повторно секојдневните препораки. Движете се само кога не се многу високи температурите. Ако и веќе морате да излезете, заштитете се и со фактор, и со облеката, лесна, светла, но носете секогаш и шише вода заедно со вас, бидејќи хидратацијата е многу, односно хидрирањето на организмот е многу важно во вакви топли денови.